Имате решение некакво? Ние не, а за градските власти не знаеме. Упатено е до нив, не до вас. Македонија и утрово се гуши. Скопје повторно високо рангиран на Air Visual, 5ти најзагаден град во светот. Итните мерки никако да се применат. Граѓаните гневни. Ептеме загаден. Тешко ли е, пречи ли вака по здравието? Па пречи на секој, и на здрави и на боле. Како не пречи, па ние како што сме возрастни, знаеш колку ни е тешко? Пречи, многу пречи. Најболното прашање ми е, што да ви кажам? Се издржува ли? Се кријам, не излегувам. Ова што морам на работа сум. Алармираат и стручните лица. Тие велат дека аерозагадувањето влијае на намалување на имунитетот, особено на потешко болните. Генерално загадувањето на воздухот предизвикува потешкоти и намалување на општиот имунитет на организмот на секој човек и на здравите, особено на оние кои што веќе се заболени од некоја хронична болест, а особено ако се работи за болест на органите за дишење. Така да намалувањето на имунитетот и општиот штетно дејство на загадениот воздух може да делува лошо и да ја зголеми шансата за стекнување не само за грип, туку и било кое друго респираторно заболување. На социјалните мрежи се шират фотографии од кои се гледа како се издигаат црни облаци над Скопје сред белден, и тоа над Кале и Чаир. Граѓаните се загрижени дека станува збор за еколошка катастрофа и прашуваат зошто никој од надлежните не презема ништо. Освен во главниот град, мерните станици покажаат црвено и во Струмица, Тетово и Кичево.